Заштита на новоизникнатите заби, едукација и мотивација за орално здравје, внесување на флуор како и режим на внесување на шеќер и обука за орална хигиена се само некои од превентивните мерки предвидени во Националната стратегија за орална хигиена, која веќе 8 година се спроведува и на Оделот за детска стоматологија при Здравствениот дом во Прилеп. Како резултат на оваа стратегија, намален е бројот на кариозни заби, но и бројот на извадени заби. Статистички водејќи ги податоците, од генерација до генерација се движиме од 900 до 950 деца во прво одделение. Нашите статистички податоци, еве конкретно за 2006 покажуваат дека од 930 деца ние не залеале 3300 заби, значи здрави заби во устата, не успеале да задржиме на сите дечиња 3300, а некаде околу 400 заби имаме кои со кариес, кои со пломбирани, веќе санирани, но дека пак екстракцијата на првата трајна шеска, односно вадењето кое што порано беше многу големо, за жал, сега е драстично намалено, така да некаде се движи од 11 до 15 максимум извадени запчиња. Залевањето на фисурите е една од превентивните постапки предвидени со стратегијата, преку која се заштитува површината на забот, на која е најголема веројатноста да се јави кариес. Самото залевање не е болен чин, се врши испирање и исчистување на самата шеска, потоа се залева со залевач. Ние употребуваме висококвалитетен залевач Fuji 3H од јапонско потекло, кој што во себе содржи 6 пати повеќе флуорни иони од било кој друг залевач кој што може да се најде на пазарот. И овој делува така што со самото залевање што ние го внесиме, понатаму има можност со самата плунка да си ослободува флуорни иони и тие се нон-стоп застапени во устата и на таков начин успева да го брани забо од нападот на кариес. Инаку Националната стратегија за превенција на орални заболувања за деца до 14 годишна возраст е предвидена во рамките на Министерството за здравство за периодот од 2008 до 2018 година.